Меѓународен ден на семејството, 15 мај, треба да ја подигне свеста овој ден за значењето на вредностите кои се негуваат и се развиваат во рамките на домот пред се и како тие потоа се рефлектираат врз општественото живење на сите членови на едно семејство. Мартин Николовски уште еднаш е на линк ова утро. Мартин, добро утро, по кој пат? Трет пат веќе. Заедно си со Мирјана Цветковиќ, психолог, па зборуваме на тема семејство. Да, токму така, Вранко, семејството е основната институција во организацијата на општеството, а токму на светскиот ден на семејството утрово, како што најави, разговараме со психологот Мирјана Цветковиќ. Мирјана, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Колку е важна емоционалната поврзаност помеѓу членовите во семејството? Добро утро и од мене, ви благодарам за поканата, за да разговараме на вака важен ден по повод семејството. Во однос на емоционалната поврзаност би рекла дека е навистина особено важна, бидејќи таа е едниот елемент во однос на поврзаноста помеѓу членовите, односно колку ќе има близина помеѓу членовите. Една од димензиите е емоционалната топлина, односно емоционалната поврзаност, а другата димензија секако е количеството на содржина што си ја разменуваат меѓусебно семејните членови. Така да емоционалната топлина, поврзаноста влие врз тоа колку многу ќе бидат семејните членови блиски, а со тоа и ќе си ги знаат меѓусебните потреби, ќе бидат запознаени со сопствените цели, со амбициите, а преку тоа ќе почувствуваат семејните членови прилично добро ниво на семеен идентитет, ќе ги негуваат семејните вредности. Со какви проблеми се соочуваат семејствата во Македонија денес? Многу разновидни може да бидат проблемите, односно предизвиците со кои што се соочуваат семејствата. Тргнувајќи од тоа дека може да има брачна неслога, односно потешкоти во комуникацијата помеѓу брачните партнери. Понатаму може да постојат одредена вонпартнерска врска или афера од страна на еден од партнерите. Може да постои потешкотија со сепарација од примарните семејства, односно народски кажано кога некој ќе каже па сопругата постојано разговара со мајки по телефон, или пак сопругата може да каже имам чувство дека мојот сопруг е оженет за неговата мајка, а не за мене. Тоа би значило дека можеби еден од предизвиците е поставување подобри граници или сепарација кон семејството по потекло. Меѓутоа, исто така може да има потешкотија во однос на нивните деца, односно и во адолесценција, доколку нивните деца се адолесценти, може би е време да родителите ги осамостојуваат се повеќе, односно работат на нивната независност, преку што ќе се обидат да изградат една поинаква релација помеѓу нив и нивните деца. Понатаму има предизвици со семејства каде што постои насилство или пак зависности од психоактивни супстанции, зависност од коцкање или пак алкохолизам. Евентуално ќе спомнам и во однос на децата. Значи, децата може да пројават и некој училишен неуспех или пак одреден страф од нешто, загриженост, спортски неуспех и така натаму. Така да навистина широки се потешкотиите или причините зошто некои семејства имаат предизвици. Мирјана, во последниве години многу луѓе сведоци сме дека живеат заедно, меѓутоа не се во брак, а исто така е изголемен бројот на разводи. Како светските трендови влијаат врз семејствата во Македонија? Па да, имате право, значи во поново време постои и освен нуклеарно семејство за кое што зборуваме, постои постразводно семејство, еднородителско семејство или пак и вонбрачна заедница. Меѓутоа и сите тие облици секако формираат семејство, односно оставаат впечаток дека е тоа семејство и тоа е навистина така. И тоа би сакала да напоменам исто така високофункционални форми. Доколку добро се адаптираат. Ето, они претходно што ме прашавте околу тоа кои се проблемите на семејствата, може би една од потешкотиите со кои што некое семејство ќе најде како да се адаптира одредено
постразводно семејство, како ќе се адаптира околу улогите или пак одговорностите кои што се јавуваат во текот во однос на улогите, како треба да се распоредат понатаму во однос на понатамошниот живот. Меѓутоа, во секој случај може да се адаптира добро и овие форми, имаат особено квалитетен и функционален начин на живот. Каква е улогата на семејствата кај член на семејството што се сочува со депресија и анксиозност? Како семејството му помага на тој член, фактички? Така. Ова е исто важно прашање, да се напомене дека некој член кога ќе пројави ваков симптом на анксиозност или депресија, да се разгледа пошироко, бидејќи не е само таа личност проблемот, односно дека проблемот е на целото семејство, односно дека можеби причината зашто некој дошол во таа состојба е релацијска или потекнува помеѓу членовите или од хиерархиски гледано од некој друг член од семејството. Што би значило тоа? Еве, например, доколку се јави некој сопруг со депресија, што има нели симптом на депресија, тоа може би да значи дека е време да се балансира моќта, односно дека тој може да ја доживува сопругата како подоминантна или помоќна, и во таа конотација дека треба да се разгледа нивниот однос и да се види како може тоа да се надмине. Или евентуално, доколку некој адолесцент пројави анксиозност, може би е време да неговата презаштитнувачка мајка да ја намали контролата, односно да дозволи да негова индивидуализација. Или еве уште еден пример јас би кажала, доколку одреден млад возрастен има потешкотија со зависности од психоактивни супстанции, тоа може да биде одредена неоджалена загуба во семејството. Така да не е толку едноставно, не може да се гледа црно-бели работите, туку во контекст на целото семејство. Мирјана, и за крај на нашиот разговор, кои се малите, но значајни семејни ритуали што може да ги зајакнат врските помеѓу семејството? Тука ова е многу интересно прашање во контекст на тоа дека би требало секој семеен член меѓу себе, сите членови, односно да разговараат во тек на ден, да имаат ритуал, да поминуваат одредено време. Некој ќе каже 5-10 минути во тек на ден, квалитетно време, при што сите дистрактори треба да бидат отстранети, како мобилни телефони, значи активно слушање, гледање во очи, тоа да си го практикуваат како ритуал. Меѓутоа, зборувајќи за семејните ритуали, особено е важно да се слават настаните како родендени или прослави, имендени, слави, затоа што тоа го јакне семејниот идентитет, чувството дека ние таму припаѓаме, ги зајакнува нашите вредности, нашата безбедност и сигурност. Но еве ако и метафорички кажеме во однос на нашиот, ако метафорички зборуваме за семејството како некоја глобална форма, може да кажеме дека наше семејство може да биде и работниот колектив или пак некој спортски тим. Така да, ако зборуваме и тука какви ритуали може да се обават, например, тимбилдингзите за спортските екипи, например, е одличен ритуал, така речено, за зацврстување на кохезијата, исто така и во работниот колектив, да постојат одредени начини како ќе поминеат заедно членовите и на овие семејства, како што ги кажуваме, меѓутоа и оние метафоричките другите семејства. Интересни пораки по повод Светскиот ден на семејството. Мирјана, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во Македонија на Од. Исто и на вас ви благодарам за поканата. Се гледаме во некоја наредна прилика. Секако. Разговаравме со психологот Мирјана Цветковиќ по повод Светскиот ден на семејството.